Ова е првата, би рекла, помасовна акција за пошумување. Велес денес сади. Како тече акцијата и дали сте задоволен? Најнапред би сакал да потенцирам дека после 10 години ова е прв пат општина Велес повторно да оди со сопствени акции за пошумување надвор од оние што беа ден на дрвото засадија својата иднина. Јас сум многу задоволен, правиме многу убава и корисна работа денес. Вкупно има, според првичните проценки, негде над 200 учесници. Планирано е да засадиме 5 хектари, 3 хектари, се извинувам, голи површини покрај Велес, со вкупно околу 6000 садници, од кои најголем дел се багреми, обезбедени од општина Велес, од нашиот буџет, а околу 2000 садници се обезбедени од шумското стопанство Бабуна. Тие се садници од јасен и од јавор. Би сакал да упатам благодарност до сите учесници, до јавното претпријатие Македонски шуми за соработката и поддршката, потоа до сите вработени во јавните институции на општина Велес, до припадниците на армијата на Република Македонија, на Министерството за внатрешни работи, на представниците на граѓанските организации. Особено ви сакал да им се заблагодарам на припадниците на Здруженијето на граѓани акцијаш од Велес. Ова е нивна посериозна акција со која очекуваме многу убави работи да правиме во наредниот период и на Здруженијето акцијаши од Скопје. Рековте дека оваа акција можеби ќе стане традиционална и на пролет, има и пролетна и есенска. Додека сум јас градоначалник, секоја година ќе правиме по 2 акции за пошумување. Предизвикот е огромен, огромни се површините кои се голи во околината на Велес, не само на ова подрачје Вршник, туку и на Свети Илија. Се надевам дека ќе обезбедуваме доволно финансиски средства од буџетот на општината за да правиме и пролетни и есенски акции за пошумување. На тој начин во значителна мера ќе подобриме животната средина во Велес и во околината. Организирани во форми на граѓански здруженија, како работни организации, денеска граѓаните се тука, Вршник се сади. Сепак, чувствувате ли потреба да им се обратите повторно на Велешани и да ги повикате во наредните акции да излезат? Ево овде, јас во овој дел на градот не видов дека има граѓани кои што живеат во населбите Тунел и Превалец, а се сади за да се заштити токму овој дел заради загадувањето кој што доаѓа од каменоломот. Па би сакал да верувам дека се работи за неинформираност на граѓаните, доколку не е неинформираноста во прашање. Лично сум разочаран затоа што ние се одлучивме акцијата за пошумување да ја спроведеме овде, баш заради нивните проблеми со животната средина и со фирмата Технопавер која ги загадува. Не гледам дека има тука припадници од жителите кои живеат во населбата Превалец и во населбата Тунел. Се надевам дека наследните акции ќе ги има во поголем број. Упатувам блага критика и покана да ни се приклучат многу масовно следниот пат.